Од древноста до денес, филозофите, социолозите и теолозите, а и психоаналитичарите, се занимавале со најсовршеното создание, со човековото битие и особено со неговиот внатрешен свет. Сите тие согледале дека внатрешниот свет на човекот е поширок и потежок за разбирање од надворешниот свет. Блез Паскал велел, универзумот владее со нас преку природните појави, ние пак владееме со него преку нашата мисла. Поради оваа причина, првите грчки истражувачи, како што се Талес и Демокрит, биле свртени повеќе кон надворешниот универзум, бидејќи, како што тие изјавувале, тој е помал и попристапен во споредба со човековиот внатрешен универзум. Аристотел, кој не само што бил одличен филозоф, туку и голем научник, теоретичар и емпиричар, ја дефинирал психолошката наука преку психологијата што ја изложил во неговото дело За душата и во други дела. Денес, со напредокот на длабинската психологија, иако имаме организирано хуманистичко истражување и подобро разбирање на човечкото подлабоко битие, психоанализата и психолошките методи, за жал, се уште не дале суштински резултати. Напротив, тие предизвикувале и се уште предизвикуваат конфузија, бидејќи во голема мерка го игнорираат нашиот психосоматски состав и постоење. Тие останаа и остануваат на вештачките констатации на различни аспекти од нашиот живот. А кога на овој начин ја истражувате психолошката длабочина на човековото постоење, сигурно ќе стигнете во ќорсокак. Ете затоа денешниот човек се најде во личен, општествен и глобален ќорсокак. Но не е така со православниот психотерапевт, кој што е нашата света православна црква. Во неа, човечкото и божественото, создаденото и несоздаденото, земното и небесното, временското и надвременското и вечното, соработуваат, се испреплетуваат и се раздвојуваат. Конечно, христијанството прво го откри хаосот на несвесното. Например, свети апостол Павле им напишал на римјаните: гледам друг закон во моето тело, спротивен на законот на умот. Односно, тој ја открива длабочината на нашите архетипови, нашата наследност и подлабоката улога дека сето тоа влијае на нашата личност. Така, непосредно се открива длабочината на внатрешното битие на човекот и поделеноста што ја трпи, а и чувството на вина. Поделеноста поради вина е нешто со кое се борат психоаналитичарите и психолозите, но без резултат. Апостол Павле сепак го покренува ова прашање на екзистенцијална основа. Тој вели: беден човек сум јас, кој ќе ми избави од телото на оваа смрт, но му благодарам на својот Бог преку Исуса Христа, нашиот Господ. Тој е спасен преку Исус Христос, бидејќи е соединет со Него. И ова соединување се случува преку светите таинства на нашата православна црква. Не само во цитираните текстови од апостол Павле, туку и во целото свето писмо, на изненадувачки и оригинален начин се откриваат човековите длабочини. Светите отци, како членови на нашата света црква, ги доживеале внатрешните психолошки колебања и мистичната борба за очистување на нивните срца и просветлување на нивните умови во душевната темнина. Со векови пред да биде востановена науката на длабинската психологија, трезвеноумните отци на пустината и на пастирската црква биле вдахновени и ја објавиле грозотијата на душата и се бореле за духовно исцелување. Научните методи на психологијата не можат да го излечат човекот. Те можат да помогнат, но не и да го излечат човекот кој е создаден според образот на Бога. Современата психологија, длабинската психологија, нема целосно разбирање за човечката личност. Само Господ Исус Христос е спасоносниот лек, истакнува свети Григорий Палама. Лекот се наоѓа во отстранувањето на гревот од Божиот образ, тоест
Божјата икона, слика, што всушност е човекот. Во православното светоотечко богословие, злото се смета за последица од нашето подчинување на страстите, кои се разгорувани од демоните, поттикнувани од нашата наклонетост кон злото. Од црковнословенскиот јазик, зборот страст се преведува како страдање. Страста е гревовна зависност, човекова наклоност и тежнење кон одреден грев. И навистина, ништо не ги мачи луѓето толку како сопствените страсти, вкоренетите гревови кои станале навика. Во вториот том на Филокалија, во своето дело 400 глави за љубовта, Свети Максим Исповедник ни кажува дека 3 нешта не придвижуваат кон злото: страстите, демоните и нашиот лош пристап. Тој понатаму вели дека страста е исполнување на ирационална желба. Страстите се притаени во нашата душа и според теологијата на Ава Исак Сириски, како што е опишано во неговите аскетски списи, страстите се трње што произлегува од семето посеано во телото, односно она што го носиме од моментот на нашето раѓање. Така, според теологијата на Свети Максим Исповедник, кога демоните ќе ја видат нашата духовна негрижа, не напаѓаат со голема жестокост, активирајќи ги страстите, кои потоа го заземаат нашиот живот ако сме подложни на нашата зла наклонетост. Според теологијата на отците на Истокот, ние имаме лош став кога знаеме што е добро, а го практикуваме она што е лошо. Како што рековме, страстите предизвикуваат зло и се појавуваат согласно со двојната природа на човечката личност. Свети Григори Богослов јасно кажува: човечкото суштество е и видливо и невидливо, и смртно и бесмртно, и земно и небесно. Со други зборови, човечките суштества се мешавина од материјалното и духовното, бидејќи имаат и тело и душа. Значи, телесните страсти се поврзани со телото. Тоа се ненаситноста, сребролюбието, сладострастието и така натаму. А духовните страсти се поврзани со душата и од нив најголема е горделивоста, тоест надевањето на себе, која според теологијата на Свети Атанаси Велики е директно поврзана со ѓаволот. Во своето дело за појавувањето на словото во тело и против аријанците, тој забележува: гордоста е во ѓаволот, како што е смирението во Христос. Значи, страстите произведуваат зло, чии аспекти се војните, различните облици на дискриминација, нееднаквоста, блудот и така натаму. Во својот длабок говор, насловен за благодарноста, Свети Василий Велики вели дека во однос на начинот на кој треба да се справиме со страстите, во кои, како што напомнавме, е изворот и потеклото на злото. Умот, кој бил очистен со Христовото учење, треба да го користи разумот како тврдина и на тој начин да ги одбие нападите на страстите. Значи, луѓето кои работат на зачувување на Христовите заповеди немаат ништо заедничко со страста на себичноста, која, според Свети Николај Ститат, е љубов кон телото, тоест индивидуализам. Оваа страст на себичноста е коренот на злото на алчноста. Зборувајќи за ова зло, Свети Василий вели дека алчни луѓе се оние што не се задоволуваат со она што го имаат, туку постојано бараат повеќе. Тој додава дека нештата што припаѓаат на секого се присвојуваат од алчни поединци преку зли средства, во конкретниот случај со експлоатација и неправда. Свети Максим Исповедник изјавува дека страстите кои создаваат зло владеат во животот на оние чии умови не се поврзани со Бога. Умот поврзан со Бога преку молитва и љубов праведно станува свет, но ако отстапи од Бога, станува зверски, груб, див, демонски и сетилен. Освен тоа, според Свети Григорий Богослов, злото кое што е војна,
кое е поврзано со огрубувањето на човековата личност, е последица на омразата што постои кога луѓето не го почитуваат дарот на мирот што ни го остави Христос. Токму затоа Свети Силан Атонски истакнува дека нема поголем греф од војната и нема полоши луѓе од оние што поттикнуваат војна. Внатрешната вселена, бесконечната длабочина на човекот, нашето постоење се осветлува и исцелува не со технички методи и научни човечки трикови, туку со несоздадената светлина на воскреснатиот Христос и со духовните лекови на неговата света црква. Православната црква, која е расадник за осветување и обожение на човечката личност и која е единственото средство за отстранување на страстите кои создаваат зло, ги повикува луѓето да учествуваат во незиниот литургиски, подвижнички и светотаински живот, во кој луѓето се очистуваат од страстите, од злото и се прославуваат.